Почнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добро дојдовте. Со чистењето на оџаците се очекува да се намали загадувањето на воздухот во Скопје во предстојната грејна сезона. Ова е веста на денот, а во продолжение следува генералната најава. Новите оџачари почнаа со чистење на оџаците во Скопје. Улиците Благоја Стевковски и Перо Наков во план за реконструкција следната година. Кастрење гранки и миење улици во Карпош. На мобилен месечно зборуваме над 3 часа. Граѓаните кои сакаат да им се исчисти оџакот можат да се пријават во инфоцентарот на град Скопје. Во следните месеци во Скопје ќе бидат исчистени околу 100 оџаци. Со ова се очекува барем малку да се намали загадувањето на воздухот со оглед на тоа што грејната сезона се ближи. Загадениот воздух во Скопје е жешка тема помеѓу граѓаните во главниот град, особено голема прашина се крена за загадувањето во летните месеци. За околу 2 месеца ќе почне и грејната сезона, кога се очекува загадувањето да биде поголемо. Градот Скопје преку целата година работат на намалување и елиминирање на причинителите на загадувањето на долг рок, а една од мерките е чистењето на оџаците, што ќе придонесе за намалување на аерозагадувањето во текот на грејната сезона. Од причина што во Скопје има многу мал број оџачари, градот Скопје, Министерството за труд и социјална политика, како и Агенцијата за вработување, организираа обука за оџачари која за жал најде на многу слаб интерес. Обуката ја посетуваа 10 кандидати, а за нејзиното време трајање кандидатите добиваа месечен надомест од 9000 денари. Откако заврши теоретскиот дел, сега на терен кандидатите треба да исчистат по 10 оџаци, што значи во следните месеци во Скопје ќе бидат исчистени околу 100 оџаци. Со ова се очекува барем малку да се намали загадувањето на воздухот. Чистите оџаци, особено во градови како што е Скопје, каде што индивидуалното затоплување на домовите е големо, чистите оџаци представуваат основ за да квалитетот на воздухот, согорениот воздух биде подобар и чист оџак всушност придонесува да биде помала загаденоста. Затоа и вршиме, да речам, обука на што е можно поголем број на оџачари, бидејќи на крајот на денот, веројатно имајќи во предвид дека Република Македонија и тако на членство во Европската Унија, таму чистењето на оџаците е задолжително. Значи, ние морам јас да размислувам за неколку години нанапред и да подготвам соодветен кадар кој што ќе може да одговори на тоа што можеби неколку години од сега ќе биде обврска на нашите граѓани. Граѓаните кои сакаат да им се исчисти оџакот можат да се пријават во инфоцентарот на град Скопје. Од град Скопје вела дека во иднина ќе даваат субвенции за чистење на оџаците, што ќе биде поттикнувачки фактор луѓето да ги чистат оџаците, а од друга страна оџачарите кои ќе добијат сертификат за чистење да имаат повеќе работа. Чистењето на оџаци е задолжително со закон, за кој засега нема податоци колку се применува. Се смета дека во Скопје околу 45% од домаќинствата користат дрва како огрев, што сугерира дека професијата е дефицитарна. Оџачарскиот занает е стар колку и човештвото. Се кажува дека порано децата кои ги викале шегрти ги спуштале во оџаците и ги чистеле со гребење. Постепено занаетот се развил и се усовршил. Во Европа најпрво се развива во Италија и оттаму се шири, а како професија датира од 20-тите години од минатиот век. Класичното чистење на оџакот може секој да го прави и самиот домаќин може да ги исчисти, но не е само тоа. Најважната работа на оџачарот е да му даде совет на домаќинот во што е проблемот, дали има пукнатини или има ризичен оџак кој треба да се струши и потоа да се санира. В четврток советниците на град Скопје ќе одлучуваат за набавка на техничка опрема за реализација на видеопренос во живо од седниците. Како што наведуваат од град Скопје, преносите би се реализирале на официјалната веб страница на град Скопје, како и на официјалните страници, канали и профили на град Скопје на социјалните мрежи и медиуми.
Советот на град Скопје на наредната седница, што ќе се одржи в четврток, ќе одлучува за набавка на техничка опрема за реализација на видеопренос во живо од седниците. Со ова ќе почне процесот на создавање услови за пренесување на седниците на Советот на град Скопје во живо. Активност која има за цел да ја зголеми информираноста на граѓаните за работата на ова тело, како и за зголемување на транспарентноста во работењето на град Скопје, соопштија градските власти. Со оваа одлука се одобрува набавка на опрема во вид на 3 професионални видеокамери, осветлување, компјутерска опрема и останата техничка опрема за реализација на оваа активност. Преносите, како што се наведува, би се реализирале на официјалната веб страница на град Скопје, како и на официјалните страници, канали и профили на град Скопје на социјалните мрежи и медиуми. Оштетен асфалт, дупки по улиците, необележани пешачки премини и метеж во сообраќајот во утринските и попладневните часови. Ова е сликата на улицата Благоја Стевковски и Перо Наков во Маџари, каде и покрај проширувањата на црните точки сепак има метеж, поради големата фреквенција возила кои гравитираат секојдневно низ овие улици. Од градот велат дека реконструкцијата на овие улици се планира за следната година, а темелна реконструкција најавуваше и градоначалникот на Газибаба Борис Георгиевски во својата предизборна кампања. Еден од проблемите за сите оние кои што гравитираат преку Маџари се улиците Благоја Стевковски и Перо Наков, кои се наоѓаат во лоша состојба. Оштетен асфалт, дупки, вдлабнатини во асфалтот и необележани пешачки премини се дел од недостатоците на овие улици кои се најдолги улици во Маџари и се најфреквентни, особено улицата Благоја Стевковски која го поврзува градот со општините Илинден и Петровец. Иако неколку пати претходното раководство на градот вршеше реконструкција и проширување на црните точки на улицата Благоја Стевковски, сепак револтот кај граѓаните е голем поради оштетувањата на улиците, поради кои невозможно е да се помине на делови од улицата, а да не се погоди дупка или вдлабнатина на асфалтот со возилата. Иако 2 црни точки на крстосницата од улицата Маџари и кон Перо Наков се проширени со уште една лента во 2010 и 2015 година, во работните денови, во утринските и попладневните часови, сепак има голем метеж во сообраќајот. Скопскиот градоначалник Петре Шилегов најави дека градот започнува со реконструкција на улици низ градот, но на списокот за оваа година не се наоѓаат овие 2 улици. Улиците Благоја Стевковски и Перо Наков, според Шилегов, ќе влезат во програма за асфалтирање следната година, а сега ќе се асфалтираат само оние улици за кои направиле градежен проект. Благоја Стевковски и Перо Наков се предмет за наредната година која што ќе ги работи градот. Кога јас дојдов за градоначалник, за жал, градот Скопје немаше или не во градот Скопје не постоеше градежен проект за реконструкција на ниту една од улиците во нашиот главен град, вклучително и оние кои што ги направивте. Јас се надевам дека и вие можете да видите во системот на јавни набавки на градот Скопје колку всушност јавни набавки се извршија за нарачка на градежни проекти, кои што градежни проекти потоа представуваат основа за да може да се изврши реконструкцијата. Не можете да реконструирате улици во колку не поседувате градежен проект. Реконструкцијата на овие 2 улици ја најавуваше и градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски во својата предизборна кампања. Во неговата предизборна програма стои дека рокот за реконструкција на овие 2 улици ќе биде во период од 2018 до 2020 година. Според ветувањето, потребно е овие 2 улици целосно да се реконструираат со изградба на нов коловоз и со проширување на капацитетите на атмосферската и фекалната канализација. На улиците ќе бидат изградени тротоари од двете страни и ќе бидат обележани пешачки патеки. Во предизборната програма на градоначалникот Георгиевски стои дека заедно со МЖ Транспорт ќе се најде решение за поврзување на овие 2 улици со надпатник, на местото каде што сега се наоѓа железничката рампа, која дополнително го отежнува сообраќајот и ја загрозува безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Овој проект ќе биде реализиран во соработка со градот Скопје.
Од град Скопје ги информираат граѓаните дека од утре ќе биде воведен привремен сообраќаен режим на булеварот Македонија поради изведување градежни активности за изградба на подземна сообраќајница. Поради градежните работи ќе се изврши промена на трасите на автобусите на јавниот превоз кои се движат по оваа сообраќајница. Привремен сообраќаен режим на булеварот Македонија зад музеот на град Скопје и трговски центар Рамстор ќе биде воведен од утре поради изведување градежни активности за изградба на подземна сообраќајница од страна на компанијата Лимак, информираат од град Скопје. Поради градежни работи ќе се извршат и промена во трасите на автобусите на јавниот превоз кои се движат по оваа сообраќајница. Трасата на движење на автобуската линија број 9 во насока од клиничкиот центар кон Скопје Север ќе биде сменета на тој начин што на крстосницата меѓу улицата Јордан Мијалков, поранешната улица Железничка и улицата Герман. Автобусите нема да вртат лево кон булеварот Македонија. Автобусите ќе продолжат да се движат право и подоцна ќе се приклучат кон булеварот Македонија преку привремената улица пред надпатникот на улицата Павел Шатев, при што ќе продолжат да се движат по постојната траса на линијата број 9. Според овие промени, автобуското стојалиште на булеварот Македонија, кое е во непосредна близина на катната гаража наспроти седиштето на Макпетрол, привремено ќе се премести на улицата Јордан Мијалков, по пешачкиот премин кој води до Урбан парк, информираат од град Скопје и апелираат сите учесници во сообраќајот да се придржуваат на привремено воведениот сообраќаен режим, да ја почитуваат поставената патна сигнализација и брзината на движење, да ја приспособат на условите на патот. Општина Карпош во летниот период со засилени активности околу чистењето и одржувањето на хигиената на градските улици. Денеска беше спроведена акција за кастрење на суви гранки во урбаната заедница Карпош 2, а утре се најавува акција за темелно чистење и миење на повеќе улици во општината. Во урбаната заедница Карпош 2, долж булеварот 8 септември, денеска екипите на јавното предпријатие Паркови и Зеленило спроведоа акција за уредување и кастрење на гранките на 10 дрвја јавори. Како што информираат од Карпош, акцијата беше спроведена по барање на граѓани и заедници на станари, а по претходно извршена стручна проверка и издадени решенија за кастрење на суви гранки. А за утре од општина Карпош најавуваат акција за темелно чистење, миење на повеќе улици. Миењето ќе се врши од 8 до 12 часот, а ќе се мијат улиците Прашка, Варшавска, Букурешка, Дрезденска, Љубљанска и Манапо. Со цел акцијата да може непречено да се спроведе, повикуваат сопствениците на возилата да ги одстранат своите паркирани автомобили од овие улици кога ќе се спроведува акцијата. Уште една информација поврзана со општина Карпош. Во Карпош на 23 август ќе започне 39-тото издание на меѓународниот студентски фолклорен фестивал, така наречен Фестивал на солидарноста. Фолклорниот фестивал е во рамки на Карпошовото културно лето и ја збогатува културната програма во која ќе уживаат жителите на Карпош, но и сите граѓани на Скопје. На платото во трговски центар Лептокарија в четврток со почеток од 20 часот и 30 минути ќе започне 39-тото издание на меѓународниот студентски фолклорен фестивал, така наречен Фестивал на солидарноста. Меѓународниот студентски фолклорен фестивал се одржува од 1967 година на иницијатива на скопските студенти, а во знак на благодарност до земјите кои учествуваа во изградбата на градот Скопје по катастрофалниот земјотрес во 1963 година, пошто и го доби синонимот Фестивал на солидарноста. Како што информираат од општина Карпош, домаќин на фолклорниот фестивал е Академското културно-уметничко друштво Мирче Ацев, кое е со седиште на територија на Карпош. Оваа фолклорна манифестација има меѓународен карактер. На него ќе учествуваат покрај уметнички друштва од Македонија и ансамбли од Србија, Хрватска, Турција и Кипар.
Фолклорниот фестивал му претходи на Крапошовото културно лето и ја збогатува културната програма во која ќе уживаат жителите на Карпош, но и сите граѓани на Скопје. Отворањето на фестивалот ќе биде на платото во трговски центар Лептокарија, а ќе се одржат концерти и во општина Газибаба, како и во Велес. Од општина Карпош вела дека во рамките на фестивалот ќе се одржи и семинар за фолклор, кој ќе овозможи дополнително вмрежување и размена на искуства и знаења меѓу учесниците. Во рамките на фестивалот ќе се одржат работилници за презентација на народните носии, чекорите во ритмичките игри и инструментите и на милосот. Фолклорот представува вистинско богатство на секоја држава, а овој фестивал овозможува вистинска нејзина презентација и доближување на незините карактеристики до што поголем број на граѓани, информираат од Карпош. Последните податоци на Агенцијата за електронски комуникации покажуваат дека месечно зборуваме над 3 часа. Најголем дел од повиците се остварува во сопствена мобилна мрежа. На крајот на минатата година, трите оператори имале околу 2 милиона активни предплатника. Предплатниците во мобилната телефонија во Македонија месечно во просек зборуваат 197,83 минути, а иницираат по 104 повици, покажуваат последните податоци на Агенцијата за електронски комуникации. Најголем дел од повиците се остварува во сопствена мобилна мрежа и изнесува 143 минути. Сообраќајот кон други мобилни мрежи во државата е значително помал и изнесува 49 минути. Во сопствена фиксна мрежа пак сообраќајот изнесува 2 минути, а кон други фиксни телефонски мрежи во Македонија и странство 2,36 минути, односно 0,82 минути. Време траењето на единичен повик во 2017 година е намалено кај сите три оператори во споредба со претходната година. Повик на корисниците на Македонски Телеком лани во просек изнесувал 1,73 минути, на OneVip 2,01 минута и на Лајка Мобайл 2,20 минути. Покажува годишниот извештај на АЕК за развој на пазарот на електронски комуникации. На крајот на минатата година, трите оператори имале вкупно 2 милиони 8.008 активни предплатници. При тоа, OneVip операторот учествува со 49,21%, а Македонски Телеком со 47,94%. Лајка Мобайл, кој започна да ги нуди своите услуги на пазарот за мобилна телефонија почнувајќи од третиот квартал од 2016 година, има пазарен удел од 2,85% во вкупниот број активни предплатници, кои во последните 3 месеци предизвикале на некој начин електронски комуникацијски настан. Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ретка појава на пороен дожд и грмежи, особено во северните делови. Во Скопје имаме сончево време со умерена облачност. Температурата достигна до 32 степена. Во следните денови ќе се задржи сончево и топло време со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има ретка појава на пороен дожд и грмежи. Утре температурата се очекува да достигне до 33 степени, в четврток ќе се движи од 14 до 33, а петок и сабота температурата ќе се движи од 16 до 32 степена. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Останете и понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.